психолошка резилиентност, начини за справување со животни предизвици. Дел од вас го знаат значењето на резилиентноста и како поим и како процес. Но на останатите би сакала да ви укажам дека воопшто не се работи за резил, зборот турско потекло, толку од домаќинет во нашиот македонски речник со значење срам или срамот. Напротив, воопшто не е срамота да се зборува и да се помогне во иницирањето правилен развој на една единка и во незиното градење како зрела личност. Процес кој никогаш не бил лесен, па не е ни денес. Од тука и потребата да се осознае значењето на психолошката резилиентност и отворено да се разговара и да се насочи. Потреба која без сомнение се должи на се поголемите предизвици на кои наидува секое човечко суштество, без оглед на возраста, полот и без оглед на средината од која доаѓа или во која се наоѓа. Како и неколку пати досега, така и овој пат, иницијатор и организатор на вечерашната трибина е Здруженијето за психологија, советување, психодиагностика и едукација, Когитацио рационалис од Кавадарци и незиниот основач Атанас Ивановски. Човек кој несебично сака да помогне и помага, кој ја согледува потребата од безрезервна поддршка на оние на кои што истата им е потребна. Го повикавам Атанас да ни се обрати. Драги колеги, сопатници во мислата и поддржувачи на личниот раст, ви посакувам срдечно добревење на денешната трибина. Еве повторно заедно во овој наш дом на културата, покажа што ни со досегашните 3 трибини, настојувавме и се уште настојуваме да испратиме суштински пораки кои го надминуваат секојдневното и го допираат културолошкото и личносно усовршување на човек. Овој дом за мене станува простор на сведочење за континуирано поставување на менталното здравје, да би ги заставувате да и природно припаѓа. Денес сме тука да истакнеме многу значаен екзистенцијален концепт кој во себе ги обединува сите оние претходни допирни точки за кои сме говорили. Тој е пресек меѓу човековата ранливост и неговите капацитети, меѓу ригидноста кога сме соочени со болката и флексибилноста која ни дозволува рационално и прагматично да се справуваме со емоционалното патење. Низ годините на моето стручно усовршување и практично работење, како и низ досегашното акумулирано професионално искуство, во мојата размисла длабоко се вткаи и созреа идејата дека менталното здравје не е луксус, туку фундаментална потреба на човековото битие. Она што моето досегашно искуство недвосмислено ми го потврди е дека човекот на 21 век се наоѓа во постојан судир со несигурноста и неизвестноста. И токму тука се раѓа прашањето: како да останеме рационални и прагматични во такви моменти? Логичкиот след на нештата не води до суштината на резилиентност. Дали таа е всушност вештина што се учи или пак е автентична животна филозофија која ја градиме преку секој надминат предизвик. Зарем додека трагаме по начините на справување со животните предизвици, не треба најпрво да погледнеме навнатре во собствената психолошка матрица, животните предизвици. Без оглед дали доаѓаат во форма на ненадејни кризи, носење одлуки, професионални притисоци или лични загуби, се тука за да не предизвикаат активно да се соочиме со истите, да ги реструктурираме ирационалните и искривени мисли, да избереме конструктивни поведенија, па дури и да побараме поддршка тогаш кога ни е потребно. Начините и механизмите постојат, тие се научно елаборирани и практично докажани, но клучот е во нашата свесност и мотивација да ги примениме. Кој друг, ако не ние самите, во собствена режија? Кога, ако не сега, во овој миг? Честопати, анализирајќи ги искуствата од мојата професионална пракса, се прашувам дали современиот човек поседува механизми да ја надмине идентитетската и екзистенцијална криза, без да падне во стапицата на дефетизмот. Резилиентноста не значи отсуство на страдење. Таа значи подлабок увид во собствените емоции, издигнување на метакогнитивната способност за анализа и безусловно прифаќање на фактот дека предизвиците се нераскини дел од живењето. Тоа е комплексна констелација. Човековото јас се кали токму во кризата. За овие психолошки механизми, за практичните алатки и за тоа како да ја трансформираме болката во сила, денес ќе слушнеме од нашите говорници.
имајќи честа и задоволството лично да ги познавам и некогаш професионално да се работувам со нив, со сигурност можам да потврдам дека нивното богато практично искуство и научно знаење се вистински патоказ во оваа област. Верувам дека нивната артикулација на ставовите ќе допре до секој од нас, но и пошироко, до секој релевантен чинител во општеството кој има моќ да креира програми во интерес на менталното здравје на населението. Им благодарам за одвоеното време и тоа што се тука со нас да го споделат своето знаење. За крај сакам да и се заблагодарам на професорката Дијана Пачешковска-Ѓорѓиева за несебичниот и безусловен придонес преку модерирање на ова и изминатите трибини. Ви благодарам и се надевам уџивок. Благодарение на Атанас, а со цел да се запознаеме и да зборуваме за клучните аспекти на психолошката резилиентност, вечерва со нас се Ана Ѓорѓевиќ, доктор по психолошки науки, доцент на катедрата за психологија на Универзитетот Американ Коледж во Скопје, председател на Македонската асоциација за трансакцијска анализа. Добро дојдовте. И доцент доктор Весна Алексовска, психолог, психотерапевт, универзитетски професор со долгогодишно работно искуство во приватна пракса и издадени научни и стручни трудови. Добро дојдовте. Така, би сакала оваа трибина да ја започнеме токму со запознавање со поимот психолошка резилиентност. Што тоа значи? Што воопшто значи тоа резилиентност? Благодарам прво на Атана за поканата и за тоа што организира ваков тип на настани, каде што отворено може да се зборува за важни и значајни теми поврзани со менталното здравје. Веднаш ќе споменам дека овој термин може да се користи еден помакедонски збор отпорност, значи кога зборуваме за психолошка резилиентност, зборуваме за психолошка отпорност. Што значи тоа? Тоа се однесува на човековите капацитети, на човековата способност да се справува со тешки, стресни, непријатни или травматични настани, да се адаптира личноста во услови која ќе се најде во одредена непогода, во одредена стресна ситуација, да може брзо и лесно да се адаптира и да застане повторно на нозе без да биде заглавена, без да има непријатни и долгорочни последици заради непријатното искуство. Некаде 70-тите години на минатиот век Ема Вернер започнува едно истражување, психолог од Соединетите Американски држави, која што сака да го истражи начинот на кој што подоцна се развиваат децата кои потекнуваат од семејства кои што се дисфункционални, нецелосни, деца кои што се оставени, сметајќи, очекувајќи дека овие деца подоцна ќе имаат поголеми, посериозни психолошки потешкоти, дека ќе имаат проблем со нивната адаптација и нивното вклопување во нивното секојдневие како возрастни личности. Затоа во текот на истражувањето, ова е лонгитудинално долгогодишно истражување, да забележи дека всушност некои од децата навистина страдаат и имаат потешкоти, но некои од децата успеваат прилично добро да се адаптираат, прилично брзо да се вратат, што се вели, на нормала и покрај неповолните рани искуства, подоцна да се изградат како зрели и стабилни личности. И од тука доаѓа интересот да се види што е тоа што ги одликува овие деца, што е тоа што ги одликува и ги разликува од другите кои потпаѓаат, да кажам, поинтензивно под влијание на непријатните искуства. И така го формира терминот за психолошката отпорност, односно за способноста да некој бргу се врати и застане повторно во нормала, да бргу се адаптира и тогаш кога се соочува со непријатности. Така, ги спомнавте дисфункционалните семејства и разликите кои што во тоа истражување се пројавиле кај децата. Возраста се знае или? Зборуваме за деца од предучилишна возраст кога е започнато истражувањето и тоа течело подоцна во текот на Дали ова ќе ни укаже или може да ни укаже на моментот дали резилиентноста е вродена особина или нешто што се учи?
Интересно прашање. Има одреден вроден капацитет. Имаме деца кои што, знаете, од бебиња кои ќе ги видиме, имате дури и близначни, родителите сведочат дека тие различно реагираат, така што децата се разликуваат, носат различни потенцијали. Меѓутоа, она што е клучно да се знае дека резилиентноста може да се учи, резилиентноста може да се стимулира, може да се поттикне, може да се надградува, што значи може да се стекне. Тоа ни дава простор да бидеме оптимисти во насока на тоа дека не е некоја способност која што или ја имаш или ја немаш. Па ако си имал добра среќа, нели, добро за тебе, ако не си имал толку среќа, тогаш потешко ќе се справиш со предизвиците. Напротив, целиот процес на зрење, на растење, на воспитување може да ја потхрани, да ја поттикне всушност резилиентност. Дали ова значи дека тој раст и тој развој почнува дома, во домот? Да. И тие први искуства, и тие први рани врзувања со барем една личност во окружувањето на детето се исклучително важни за да може понатаму да развива соодветна слика за себе и начин на кој што ќе се справува со предизвиците. Добро. И сега ми наметнавте уште едно прашање. Образците што ги имаме дома, во домот, не се секаде исти, така? Како, постои ли некој позитивен пример, позитивен образец во кој што, би се почнало да се учи таа отпорност? Па еве сега ќе се навратам на она што е денеска актуелна, би рекла, предрасуда или мит во однос на воспитувањето и во однос на родителството. Постои одредено очекување дека децата треба да бидат постојано среќни, дека треба да бидат постојано задоволни, дека нивните потреби треба да се секогаш задоволени и дека на таков начин родителите покажуваат колку тие се успешни како родители, што само по себе не е лошо. Меѓутоа, проблемот е кога родителите се премногу заштитнички насочени кон децата, не им даваат доволно можност да тие искусат и одредени непријатности, да научат како да се справуваат со тие непријатности, тоест не учат како да бидат отпорни кон фрустрации, да се носат со одредено ниво на фрустрации. Позитивното родителство не подразбира дека детето ќе нема фрустрација, дека ќе нема никакви потешкоти. Тоа е навистина нереално да се очекува. Преинтензивно заштитување на децата може да доведе навистина до намалена отпорност, а не до зголемена отпорност. Се разбира, не сакам со ова да укажам дека ние треба намерно да им создаваме одредени фрустрации, но тие се неизбежен дел од растењето, неизбежен дел од секоја животна фаза, така што добро е децата од мали нозе во безбедна средина на лесни, да речем, фрустрации, да учат како да стануваат отпорни на нив. Да, и тоа е дел, како што кажавте, од нашето секојдневие, да самите родители се тие што ќе го решат секој предизвик што стои пред детето, без да го остават да се боцне на трнчето. Така. Дали резилиентен човек, личност, значи дека е слаб човек? Попушта, се повлекува пред предизвиците, не си ги покажува емоциите. Така. Кога ќе кажеме дека некој е резилиентен, односно отпорен, не значи дека тој човек нема никакви емоции, дека е толку силен, толку храбро се соочува со секој предизвик, со секој стрес. Напротив, тој човек свесен е за своите емоции, знае да ги изрази, знае добро да ги насочи, знае кога да покаже дека е ранлив. Јас не го обожавам зборот слаб. Секој во даден момент во животот може да почувствува слабост, меѓутоа сите сме ранливи. Да ја покаже таа слабост и точно да знае кога треба да се обрати за помош. Не зборам само за професионална помош, зборам за помош од околината. Значи, многу е важно, кога ќе кажеме резилиентен, тоа укажува на човек кој всушност добро се справува со секој предизвик. Во случај на загуба, нели? Сите во животот ќе се соочиме со некаква загуба, дали е тоа на блиска личност, дали е тоа развод, дали е тоа, не знам, куќата на хипотека сме ја изгубиле, небитно. Многу е битно после такви стресни настани, резилиентен човек
на соодветен начин, користејќи соодветни копинг стратегии, механизми на справување со стресот, се враќа во некоја позиција каде што продолжува напред. Не дека тој настан нема да предизвика некаква промена во него. Идејата е дека повторно ќе се консолидира внатре, ќе ги собере своите сили и со дополнително искуство продолжува во животот. Значи, резилиентен човек не е јак. Тој човек дома може да плаче, може 3 дена да не излезе од дома, затоа што му треба мир и да се повлече. Може 3 дена да не се избања, затоа што не може да стане од кревет. Резилиентноста значи и тоа. Идејата е кога сме во такви ситуации, стресни ситуации, да ги осознаеме механизмите со кои ние се справуваме за време на стресот. Секој од нас, значи, може да погледнете и во себе. Некој гледате Netflix по цел викенд, така? Некој ќе оди во кафана, ќе се напие. Некој ќе се јави на 5 другарки, ќе го раскаже настанот. Некој ќе чисти. Некој ќе седи и ќе плаче. Некој 3 дена нема да излезе од дома. Значи, некој ќе замине на патување без да каже никому, му треба изолација. Значи, секој од нас има своји копинг механизми со кои се справува со стресот. Секој од нас може да увиди кој е тој механизам, која е таа копинг стратегија со која се справуваме. Некој влегува во фантазии. Некој ќе пушти музика со слушалките и го нема Скока. цел ден или скока или... Значи, многу зависи од копинг стратегијата, како човекот ќе се справи. Сега, за жал, имаме и многу негативни копинг стратегии. Например, пиењето. Не дека не секој од нас се нашол во ситуација нешто да се напие кога не му е добро, меѓутоа кога станува тоа како навика во животот, така се станува алкохоличар. Тука немаме резилиентност. Да, токму тоа додека ве слушав ме наведе и на следното прашање. Под одредена ситуација бараме начин како да се справиме со сето тоа што ни се случило. Можат ли сите овие работи негативно да ни се одразат? Апсолутно. Не само, нели, Така. призма на алкохол, туку еве, возрастните на алкохол, да речеме, или на некои по Несоодветен механизам. несоодветни, да. Што е за децата? Што ако таа отпорност од еден проблем или начин да се справиме со еден проблем не донесе во друг проблем? Кога збориме за деца? Да. Со цел таа енергија што ќе бараме начин да ја сфрлиме некако, ќе ни скршне попатно, па ќе се рефлектира на поинаков начин. Значи, децата од старт се ранлива категорија. Поради младоста, поради неискуството, поради начинот на одгледување. Сега, не сите деца имаат среќа да израснат со двајца родители, да израснат во семејство кое е хармонично, кое е во една благосостојба, кое има се да им приушти. Како што кажа колешката, многу е битно детето да има еден пример на кого може да се огледа. Така. Да ги учи. Зашто, како викаат за децата, тие не слушаат што им збориш, те гледаат што правиш. Затоа што кога е уште многу мало детето, да речеме на 3-4 годишна возраст, когнитивно не е развиена интелигенцијата како кај возрастен човек, меѓутоа тоа дете чувствува. Како викаат, бебето ја чувствува мајката, па е вознемирено, затоа што е мајката вознемирена. Се е тоа на ниво на, како да го кажам, тој емоционален ум, каде што, нели, когнитивните процеси се уште не се развиени до одредено ниво, да тоа дете може да само излезе од проблемите. Затоа децата се ранливи, како категорија се ранливи и секогаш им треба поддршка. Ако имаат возрасен, кој добро ќе го препознае прво, дека детето има проблем, затоа што, например, стресот кај дете и стресот кај возрасен не се изразува на исти начин. Детето може постојано да се жали дека го боли стомак. Тоа е анксиозност. Има нагон на повраќање, тоа е анксиозност. Исклучуваме, нели, физички дека е некое вирусно заболување. Значи, кога едно малечко дете постојано се жали на главоболки,
кога оди во школа, пред да оди во школа, кога ќе се врати од школа е ништо не му е. Значи имаме анксиозност и возрастниот, родителот, старателот, како сакате, мора да го препознае тоа. Значи, ако не го препознае, тоа ќе оди, како што рековте, тоа ќе оди во една полоша насока. Работите ќе се искомплицираат. И децата, еве да речеме за тинејџери, ако немаат доволно поддршка и внимание од родителите, кога им стануваат важни врсниците, они се групираат со сличности. Се групираат со слични проблеми. И за жал, ако тоа дете израснало без да има добра слика за себе, поради тоа што нема добра слика за себе, понатаму носи лоши одлуки за себе. Кога ќе донесе лоши одлуки за себе, а нема кој да го поправи, за жал, таа слика за себе уште толку се нарушува. И може да замислите како тоа оди во еден циклус на еден магичен круг. Значи лоша одлука, лош избор, лошо ќе си направиме на себе, уште полоша слика за себе. Кога имаме лоша слика за себе, правиме уште полоши избори. Тоа е еден магичен круг кој нема крај и да речеме на 22-3 години, 5, кога врсниците завршиле факултет, некој стапил во брак, некој, не знам, се вработил негде во странство, станал успешен, такво дете ќе биде многу назад. Така. И обично доаѓаат на психотерапија, баш на таа возраст 21, 22, 23, па и порано. Сум го забележала тоа кај резилиентни млади. Морам да кажам дека мој став е во книгите викаат дека не е вродено, значи никој не е имун против стресот, не се раѓаме со имунизација. Она што јас го забележувам во пракса е дека кај по-интелектуално издигнати луѓе, клиенти, се забележува многу таа резилиентност. Чист пример ќе ви дадам. Млада девојка на 23 години, која потекнува од семејство каде што имало тепање, алкохолизам, полиција, малтретирање физичко, имало и сексуално насилство. Од неа израснува човек кој е многу успешен. И незините зборови се, мене учењето ме спаси. Да. Значи имаме и такви случаи. Морам да кажам дека се исклучоци, морам да кажам. И сметам дека интелигенцијата, како ние имаме една вродена жичка на интелигенцијата, значи тој когнитивниот момент, разумот и логиката, кога се справуваме со стрес, се многу битни. Кога носиме одлуки, да носиме од позиција на разум и логика, а не од позиција на емоционална состојба. Така. Но што ако, бидејќи овде има и родители на поголеми и на помали деца, ќе се земам за право да го речам, да го прашам следново. Се надоврзувам на она што претходно го реков, дека родителите малку презаштитнички се однесуваат кон своите деца, сакаат да им удоволат со се, да ги задоволат сите нивни потреби. И при тоа се несвесни дека времето поминува, тие растат, а гледаат само еден образец во кој што се гледа трчење, работа, смеа по дома кога сите ќе се соберат и нема на кого да каже дека нешто го мачи, нешто се случило. На училиште можеби е препознаен или во друга некоја ситуација, едноставно не сака да прифати помош. Што тогаш? Како да постапи? Не сака да прифати или не сака да Во побара? смисла нели, многу е полесно, тоа и со учениците го разговараме, зашто е многу полесно да ги следиме лошите примери отколку добрите. Без разлика дали во моментот се чувствуваме среќно, насмеано или пак сме нешто тажни, замислени, нешто ни се случило. И во тој период кога нешто ни се случило, знаеме да изброиме 1, 2, 3, понекој пат до 10, кога имаме премногу трпение, и возрастните децата сме такви. И предпоставам тоа е еден дел од таа отпорност. Што тогаш? Како би постапиле еве ние кои што гледаме, кои што сакаме да помогнеме? Дали само треба да оставиме мал период да се адаптира тоа на таа промена што не е слушнало до тога што дете, возрастен адолесцент. Периодот на адолесценција е особено осетлив, особено специфичен, заради тоа што во тој период децата почнуваат да се
одделуваат од родителите во смисла на тоа дека веќе го проблематизираат нивниот авторитет, па нивните врсници или некои возрастни надвор од дома знаат да бидат оние кои што се попримамлив или поприфатлив авторитет за нив. Особено деца, адолесценти кои што имаат ниско мислење за себе, ниска самодоверба, знаат лесно да се угледаат на негативни примери. И почесто знаат да ги гледаат негативните примери како некаков образец со кој што тие во позадина некаде ќе привлечат внимание, ќе добијат на важност. Иако е таа негативна важност, ќе добијат на важност. Што да се направи од позиција на родител и што да се направи од позиција на наставник е различно. Родителот е тој кој што е постојано, кој што повеќе време поминува неизбежно со сопственото дете, е многу важно какви пораки му испраќа на сопственото дете. Кога кажавте постојано во трка, постојано во брзање, постојано се нема време и така натаму, се испраќа една имплицитна порака. Многу е тешко и страшно кога ќе бидеш возрасен. Види колку јас се мачам, најверојатно ќе се мачиш и ти. Таква порака имплицитно за детето ќе значи внатрешна одлука, баш не ќе да пораснам. Ова растењево некако изгледа страшно. Овој живот на возрастен мене не ми е примамлив, па ќе гледам колку што можам полого да останам и да живеам со мама и со тато, па ќе запишам магистарски, па ќе ги одложувам сите процеси на одделување, пошто некако ми е тоа страшно. Тоа е едната можна варијанта на порака што се испраќа од страна на родителите. Од страна на наставниците може да бидат многу значаен, да имаат значајна улога во тој адолесцентен период, кога адолесцентите веќе го проблематизираат односот со родителите, нивниот авторитет, тогаш во тој период сваќаат дека мајката ништо не знае, дека е најмалку информирана и така натаму. Мислам, зборам за некакви стереотипи типични во тој развоен период. И тогаш наставникот може да биде некој кој што, особено ако е на поблиска возраст, особено ако умее вешто да комуницира со децата, да биде некој на кој што тие можат да му се доверат и да му се отворат. И тука е веќе вештината и умешноста на наставникот да може навистина да ги слушне тие деца, да биде тука за нив. Неизбежно е од улога на наставник и од улога на родител да му дадеме подкрепа на тоа дете да гради внатрешен капацитет, позитивна слика за себе, да ги знае сопствените јаки страни. Нас се случува да имаме адолесценти, особено адолесценти, но и подоцна луѓе кои што се во младо возрастна доба, кои не се свесни за своите капацитети, не знаат што се можат. На другите им е тоа очигледно, па дури не го ни кажале, не го ни вербализирале, се гледа дека детето е способно, дека детето тоа знае да го прави, меѓутоа тоа кога не е вербализирано, кога не е кажано, исто како да го нема. Но малото дете ако нешто не слушне за себе, како порака, како информација, не знае дека ја има. И затоа е важно и наставникот да го охрабри, да го поттикне и да му дава реална слика, не лажно, но реална слика што се тука јаките страни, каде може да се, за да знае утре детето на што може да се потпре. Ниска резилиентност обично имаат оние луѓе кои што не знаат на што да се потпрат, не гледаат дека имаат внатрешни капацитети. И тоа знаат да бидат преплавени од она што се случува како тегоба, како стрес, како потешкотија и да тоа делува премногу страшно. Како ова што е барање надвор од мене е толку големо, а моите капацитети се толку мали или никакви, па јас немам како да се справам. А всушност и тоа доведува до уривање на самодовербата. Да, така што е битно да се работи на таа самодоверба, при тоа да се има реален, потенцирам реален однос, значи не знае да суди во некаква крајност, дека ти си недоброт, најпаметниот, најспособниот на мајка и така. Натаму се ти можеш, се ти знаеш, а детето тоа го кажува дома, а во училиште гледате некоја сосема друга слика. И затоа треба да се даваат реални пораки, но истовремено да се дава охрабрување дури и тогаш кога има мал напредок. Да се дава охрабрување за да може да се развијат тие внатрешни капацитети. Она што го спомна колешката како пример со девојката која што учењето ја спасила. Свесност дека тука може да биде добро, дека тука може да постигне успех, дека тука има јака страна и е свесна за таа јака страна. Дали тука пред се лежи волјата да направиш, да промениш она што до тогаш си заклучил дека не е добро, да го смениш, сето тоа да го промениш. Да, волјата, за да има волја треба да имаме
да сме мотивирани, да сме свесни дека нешто сакаме да промениме. Ние денеска имаме и друга ситуација. Имаме деца кои што или адолесценти кои што понекогаш мислат дека можат се и знаат се. И тоа што имам ја да менувам. Треба да се менуваат луѓето, останатите, така што знаете, треба да се балансира, да се даваат подкрепа на она што е реално и истовремено да се укаже на одредени места каде што може да се кои што се слабост или кои што се илузија, да речам, во однос на сликата за себе, за да може личноста да биде мотивирана тоа да го смени, да го постигне. Нереално е да имате сите петки. Да, апсолутно. Тоа е нереална слика за себе, дека се можам, дека или што и да правам, учел, не учел, јас на крај ќе добијам петка. Нели, тоа е една порака која што го доведува ученикот, оној кој што учи да биде подемотивиран, оној кој што не учи да продолжи да не учи. Да, во реалноста и тоа се случува, да ете ученици кои што вистина си ги завршуваат своите обврски, се толку многу демотивирани да не се вложуваат воопшто. И тоа веќе се повлекува низ учениците како проблем. Така, современиот начин на живот носи многу предизвици само по себе. Со какви психолошки предизвици најчесто се случуваат, се соочуваат луѓето денес? Колку тој стрес што произлегува влијае врз психичкото здравје? Така. Во денешно време секој од нас, води стресен живот. Секој од нас. Во суштина, современиот човек нема вистински одмор. Затоа што стануваме, одиме на работа, во школа, без разлика, кога ќе дојдеме дома или сме на телефон, или треба да се завршат дополнителни обврски, немаме мир, немаме собствено време каде што ќе видиме, ќе дзирнеме во себе и ќе видиме што ни се случува во животот. Посебен проблем, не дека социјалниве мрежи постојат од вчера, меѓутоа во последно време земаат голем замав, посебно меѓу младите, и како голем проблем што јас го гледам во пракса е споредувањето. Споредувањето, не само кај младиве во училиштата, туку и кај возрастните. Се јавува едно чувство на инфериорност, се јавува едно чувство на недоволно добар, како што гледате повторно се вртиме околу сликата за себе. Значи, што е многу битно. Иначе, многу луѓе во денешницава живеат во хроничен стрес. Дали е тоа од финансиски причини, дали е тоа од семени причини, дали е тоа од здравствени причини. За да се дојде до хроничен стрес, значи дека личноста долго време се соочувала со тешки предизвици и не успеала да најде начин да се справи со тоа и да го реши проблемот. Јас секогаш викам, ако не постои решение, не постои проблем. И со ова сакам да укажам дека не може да контролираме се во животот. Едноставно не може. Треба да знаеме кога треба да ги пуштиме конците од рака, кога треба навистина да стегнеме, кога треба да си го преструктурираме животот во една поинаква смисла, кога треба да го смениме начинот на размислување. Меѓутоа во ова современо доба, каде што мора да се работи, ни се наметнуваат нови вредности од Запад, младиве многу брзо ги прифатија. Често во пракса гледам, слушам, 21 година наполнив, ништо не постигнав во животот. Мене, тоа ми е многу чудно. Да очекуваме дека човек на 21 година ќе биде пред дипломирање, дека веќе работи, дека веќе има заштеда на страна и дека како ќе дипломира ќе се исели од дома и ќе си плаќа кирија и сметки и храна и се, за наши услови е малку лудо да се размислува. Меѓутоа, верувајте, се повеќе го има. Се повеќе и повеќе младите го сакаат тоа. Кога не можат да го постигнат, влегуваат во таков стрес, така се нарушува таа слика за себе и доаѓа незадоволството, погрешното пристапување кон проблемите, проблеми дома, кавги со родителите, каде што се влегува во уште поголеми проблеми и во уште поголем стрес. Исто така работодавачите. Некои повеќето
ајде не повеќето, голем број од луѓето работат во големи корпорации. Од нив се бара многу. Работно време е од 9 до 5, меѓутоа може да се дојде и во 8, да се остане до кај 7:30-8, нормално, неплатено. Многу барања, современото општество многу барања налага на современиот човек, многу барања налага и на младите. Да речеме, родители кои имаат тинејџери, деца тинејџери, секако сакаат да им овозможат квалитетно школување, одмор, зимување, летување, небитно курсеви, дополнителни едукации. За да се овозможи тоа, треба финанси. Да. Затоа нив ги нема цел ден по дома. Без да сватат дека уствари е многу важно да се види детето, да му се даде внимание на детето, не дека парите не се важни, знаеме колку се важни. Меѓутоа, ако не си го познаваме детето какво е и што треба, кои таленти ги има или потенцијален талент кој треба да се развива, се губат врските во семејството, се губи близината. Често пати, се збориме за млад тинејџер, да речеме на 13-14 години, се стреми да ги оствари очекувањата на родителите и често пати гледа да ја одржи сликата за себе што родителот ја има. Меѓутоа, како растат понатаму, може да се дојде до конфликти, незадоволство, тука. Младиве, да речеме на средношколска возраст, 16-17 години, порано немаше на таа возраст анксиозност, немаше депресија, сега го има. Значи, многу често родители ги носат децата на терапија, анксиозен на 16 години, веќе терапија од психијатар препишана на 16 години, на 15. Ги има и веќе такви случаи. Според моје мислење, сметам дека родителот е најдобар терапевт на детето. Ајде да не речам мајката, меѓутоа родителот е најдобар терапевт на детето. Треба да го следи. Треба да гледа што се случува. Промените во расположение, да, тинејџере, ќе му помине. Меѓутоа да не проаѓа тоа така. Затоа што тој тинејџер не ни знае со зборови да објасни што му се случува. И родителот е тој, и наставниците, професорите во училиштата, се тие што се на линија на фронтот, првата линија кои треба да го забележат и треба да реагираат. Родителите посебно. Значи, секоја промена, дали е тоа во расположение, промена на друштвото, музиката која ја слуша. Значи, најмали ситници. Почнала девојчето да се шминка. Прво било благо шминкање, наеднаш почнува упадлива шминка која укажува на одредени правци, модерни. Децата лесно се заводливи на таа возраст. Затоа родителот е тој кој треба да биде пример како преку себе прво ќе покаже како ќе се справи со стресот, својот стрес. Меѓутоа треба да биде спремен и да му помогне на детето. И преку пример, и преку разговор. Многу разговарање треба дома. Отворено. Затоа деца не треба да се заплашуваат, не треба премногу да се казнуваат, да се знае дека ќе има некаква казна, можеби, јас не сум родител кој казнувал, меѓутоа треба да се има правила и секогаш треба да се знае кој е возрастниот. Затоа што како доаѓаат помладиве генерации, што се случува, демократско родителство, ете колешката Ана повеќе ги знае тие родителски стилови, меѓутоа демократија, според мене, и она што го гледам во пракса, не е многу добро. И не. Не. Значи, многу демократија не е наарно. Кога се случува во едно семејство, меѓу децата, да, детето може да каже што сака. Меѓутоа не е окей да го пуштиме да биде главниот дом. Така, затоа што сепак Да. искуството го не. Се знае кој е возрастен, се знае кој е искусен. За жал, има родители кои што ете промените кои што вие ги спомнувате, нели, дали се работи за шминка, за облек и така натаму, и тоа како ги дозволуваат. Да, и тоа се суптилни промени. Дали се тоа значи дека се тие подобри родители од останатите? Така. Или Често само ќе тие слушам, така се мајка ми мене доживуваат? се ми дозволува. Да, Ама тоа може да значи мајка ми за мене не е заинтересирана. може. Да. Значи сепак Да не судиме однапред, меѓутоа може да значи. Значи, треба да има една балансираност, една Апсолутно. равнотежа, затоа што
може да се скрши од вистинскиот пат. Многу лесно на таа возраст. Така. Многу лесно. Зошто? Ето, ги спомнавме родителите како најблиска алка до секое дете. И тоа е, нели, факт. Дали или зошто децата би чувствувале страф да им признаат на родителите како се чувствуваат и така ете, тие се јаки, но всушност во себе горат. Нешто им се случува, а страф им е да го признаат тоа пред родителите. Па, прво сметам дека стравот е од осуда. Децата многу добро можда не знаат когнитивно да си ги опишат родителите какви се, меѓутоа чувствуваат. Посебно деца кои имаат премногу строги родители. Премногу строги. Значи, тие се со тек на годините како созревале, тие се така научени, таткото кога ќе влезе дома од вратата, ги читаат ситните промени на лицето. И знаат, татко ми е расположен, или мајка ми, небитно, е расположен, денес е луд, денес ќе вика, кој ќе го слуша. Значи, Да се повлечат. Да, и се повлекуваат. Значи, кога детето има страф од родителот, нема да биде отворено. И тие деца многу лажат. Во суштина. Да. Многу кријат од родителите и многу лажат. Затоа што родителот има очекувања кои детето или не може, или не сака да ги оствари. Сега во тинеџерска возраст, како што рече Ана, доаѓа моментот на спротиставување. Меѓутоа, кога дете се плаши од родител, ќе почне да лаже, како расте, ќе почне да лаже, ќе почне да се сокрива што чувствува вистински, и тука се губи близината. Најчесто стравот е од осуда и стравот е не ги исполнав очекувањата на моите родители. Посебно, ајде ќе спомнам сега малце и во однос на полот, да речеме односот татко-син. Значи, синот ја добива љубовта и вниманието од таткото толку повеќе колку што ги остварува неговите очекувања. Тој однос е многу специфичен. Керката треба само да постои, тато си ја сака. Меѓутоа, во одредени семејни динамики, каде што имаме, посебно таткото ќе го земам како првиот авторитет на детето, ако е многу строг и е доминантен во домот, децата не си покажуваат што навистина сакаат. Дури и со тек на годините, ако успее некогаш емоционално да се осамостои на некоја разумна возраст, да речеме некој 22, 3, 5, ќе почнат да се спротиставуваат. Или она што го гледам. Чудно, да. Или на пример, не знам што му стана, одлучи да се исели. Не може да се справи, ќе си најде начин да се исели. Стравот од осуда е во суштина. Така. Го спомнавте и моментот создавање врски. Ако ние како возрастни, нели, нашите потомци се сега, нели, оние кои што се на сцената, за кои што ние се грижиме, ако ние сме растели цело време се споредуваме со тоа некое си наше време, кој што патем кажам, но знаеме да го промениме, од и нас не сметале родителите и ние сме думкале врати и се живо и диво, но сепак родителите секој пат биле тука, ама освен нив биле и роднините. Тоа денес го нема. Братучеди и така натаму. Во една ситуација, при обработка на една книга, имаше Малиот принц, припитомување и создавање врски. Ги прашав учениците колку пати биле кај своите први братучеди. И се зачудија. Зошто кога ние знаеме дека тој модел, дека тоа функционирало, не ги туркаме децата во тој правец да ете, го имаат тој круг на своји блиски луѓе кои што во одреден момент ќе бидат зад нив. Нема да бидат осамени. Ќе помогнат на овој или на оној начин. Што околу тоа? Има ли некои примери кои што би можеле да ги посочите? Прво ќе кажам дека е различно времето кое што им стои на располагање на родителите тогаш кога ние сме биле деца, како тогаш изгледало едно секојдневие, како изгледа едно секојдневие сега. Но свисти сме дека било подобро. А го прифаќаме денешново. Не сакаме и ние да се промениме, очигледно. Значи, јас
еве ќе споделам, верувам дека тоа е нешто што било типично во тој период кога јас сум растала. Моите родители до 3 сат биле дома. Ќе сме ручале, ќе се одмореле. После 5 или 6 имало доволно време да се оди на гости или да се пречекуваат гости. Денеска во 5 или 6 трчаме да ги носиме децата на курс, брзаме да се вратиме дома, брзаме да напишеме домашна работа. Можната да се гледаме со луѓе, едноставно во нашето секојдневие не е иста како што била тогаш. Зборам од многу практични причини во однос на тоа како се структурира времето. И тоа навистина прави разлика. Колку повеќе образци имаат децата и колку повеќе врски имаат, толку се побогати. Ќе може да се угледаат на повеќе примери, ќе имаат поголем системна поддршка социјална, која што во животот и како особено за психолошката отпорност е важна. Прашањето не е толку одговорот не е толку едноставен да се даде, заради тоа што не е едноставно само да кажеме дали сме свесни и да ги туркаме натаму, него да видиме колку ние имаме сила за ние да го спроведеме тоа и колку имаме ние простор и време. Во смисленото порано не постоеле толку многу вонучилишни активности. Не постоеле работно време кое што подразбере дека родителот ќе се прибере дома во 5, во 6 или 7. И се седнува заедно на ручек, се разговара, се споделува. Што значи дека мора да се преорганизираме и да наоѓаме начин и врски онаму каде што можеме тоа да го направиме. Не може да бидат замена, да речем некој, било кој да биде замена за она што би значило први братучед или за она што би значило роднини, но инвестирањето, например, во една здрава клима во училиштето, каде што децата ќе се поврзат таму и нема да биде клима каде што ќе имаат осуда и ќе сакаат да бегаат од таму, би била една форма на замена. Сега не ја оттрнувам топката од домот надвор. Ако денеска ги добијат децата, го добијат вниманието од двајцата родители, тогаш тие се во супер позиција. Уште ако имаат среќа да имаат брат или сестра, па да може и со нив да се поврзат, веќе се во една одлична позиција во денешни услови. Денеска имаме и нешто друго, и ги имаме социјалните медиуми, мрежите, кои што без разлика не можеме да зборуваме за сите негативни аспекти, но факт е дека имат и може да имат и позитивен аспект. Во услови кога многумина се оцелени надвор од државата, во услови кога семејствата знаат да бидат преполовени заради тоа што многумина од првите братучеди живеат некаде по белиот свет, денеска барем имаме можност да можеме со нив да се слушнеме, видиме, да пишеме буквално 24 часа преку технологијата која што тоа ни го возможува. Ако ја користиме на паметен и адекватен начин, тогаш можеме да имаме бенефит од неа. Можеме да имаме придобивка. За жал, времето го немаме на располагање на ист начин како што тоа било во некое време кое што работното време почнувало и завршувало поинако. Вонучилишните активности биле поинако распределени. Да, ги спомнавте и нив, и самите ги моделираме децата да бидат такви, да немаат време за се. Да, едноставно, тоа структурирање од друга страна на времето е многу важно и за отпорноста, за психолошката резилиентност, заради тоа што имањето на јасна структура на еден ритам, на една рутина, значи дека има одредена предвидливост и има одредена стабилност. Кога има предвидливост и стабилност, постои поголемо чувство дека има контрола и самото дете врз тоа што се случува. И кога има поголема контрола, стресот е помал. Стресот, меѓу другото, една од одликите на стресот е дека ние имаме чувство дека губиме контрола. Дека работите ни се лизгаат од прси, дека ние не можеме да контролираме она што се случува. И како психолози или психотерапевти, една од првите работи што се прават при соочување, нели, од човекот што ќе дојде заради хроничен стрес, заради одредена неполноста која што му се случува, е да се врати контролата, да имаме чувство дека имаме контрола врз сопствениот живот, врз сопствените мисли, врз сопствените емоции, дека ние можеме да ги контролираме. Така што тоа е поврзано и со времето. Контролата на времето и предвидливоста нас ќе ни дадат една поголема сигурност и ќе го намалат нивото на стрес кој што може на секојдневно ниво во секојдневието да се почувствува. Дали стануваме свесни пред колку ни се товар, терет, секојдневие, животните предизвици, која ќе речеме веќе јас не можам повеќе. Одговор?
чувствувам преплавено, нели? Со испразнети батерии. Тоа може да биде и добар почеток. Ако човек стане во еден момент свесен дека до овдека ми се границите и чувствувам дека јас повеќе не можам, дека ова ми е веќе преголем товар, морам да кренам рачна и да видам што ќе правам понатаму, морам да стопирам. Тоа може да биде одлична шанса за реорганизирање. Да човек повторно си ги реорганизира своите вредности, да види што навистина е важно, што навистина е неопходно, што е тоа што мора да се заврши, што е тоа што мора да случи, а што е тоа што баш и не мора. Да може да се стави и себе си на прво место, за да може да се реинтегрира, за да може повторно да собере сила за понатаму и овој пат тоа е добра шанса ако направи одредена промена да не се враќа во истиот образец на однесување. Ако тоа значи само привремено исклучување од реалноста, како што спомена Весна, дали ќе биде тоа бегство на различни начин и потоа враќање во истата реалност, во истиот ритам, на истиот начин на функционирање, истиот образец, тоа значи дека порано или подоцна нас ќе ни се повтори истата таа точка. Така. Како да препознаеме дека оние навики кои што ги имаме, поврзување со природата, слушање гласна музика, пеење, плачење, така натаму. Дали сето тоа е доволно да се испразниме себе си или пак сепак ни е потребна стручна помош? Како да препознаеме дека имаме потреба од истата? Моето мото е не треба да дојде најтешкото за да се побара стручна помош. Посебно кога сме во стресни ситуации, нашето тело реагира прво. Треба да научиме да го слушаме телото. Нашето тело е попаметно од нашиот ум. Зошто го велам ова? Главоболка, болки во стомак, чести настинки. Значи, тие се знаци дека нашиот имунитет паднал. И за да падне имунитетот, ние сме во некаков стрес. Телото дава сигнали. Дали се тоа некои неописливи болки, дали во телото генерално, не мора да биде само главата. Дали е заморот. Често пати многу работев, уморен сум. Не знам од што сум уморен. Често го слушам тоа. Мои пријатели, тие се првите знаци. Само што ние никогаш не ги слушаме. За жал. Кога ќе се дојде до најтешката ситуација, луѓето за жал тогаш бараат помош. Кога, како што рековте, не можам веќе. Тогаш бараат помош. Јас сум за тоа да се промовира менталното здравје и да бидеме свесни како нашите телесни реакции уствари укажуваат на тоа дека нешто не се случува. Паничните напади. Често пати во пракса слушам од како гром од ведро небо мене ми се случи, пример, на моја 40-та година ова да го доживеам, јас бев најсилен, јас бев најстабилен. Сега кога треба да живеам ова мирно, нели го стабилизирал животот, ова ли сега мене да ми се случува? Да, баш тогаш ќе ти се случи. Затоа што не си слушал претходно. Паничниот напад е само сигнал дека ние се соочуваме со нешто што или не е соджвакано внатре, оставило последици, или нешто не е во ред, не ни се свиѓа нешто во нашиот живот. Зашто не сме свесни? Не сме ни свесни. Анксиозноста, немирот, тие се сигнали дека ние сме во стрес и често пати ги занемаруваме. Тоа работење од 9 до 5, што некогаш е од 9 до 8, 9 до 9, тоа нешто што ни го наметна Западот, затоа не можеме да ги споредуваме времето во кое ние сме израснали и младиве денеска кај што растат. Разликата меѓу социјализмот и капитализмот, ете тоа е. Тоа е нешто што е на глобално ниво, што ние како земја, можам да кажам, ментално сме уште во транзиција, ментално. Можеби нашите и малку помлади генерации од нас го доживеа многу силно тој транзит. А младиве некако си живеат во нешто што малце тешко се справуваат, да речеме генерација Z.
тешко се справуваат, меѓутоа јас сметам дека ќе го сменат светот. Таа генерација ќе го смени. Можда нас нема да ни се свиѓа тоа, меѓутоа ќе го сменат. Идејата е дека имаме ние знаци дека не ни е добро. Ама ајде, уште еднаш. Ќе помине. Уште еден ден. Викендов ќе се одморам. Ќе бидам подобро. Ќе одам на кафе, ќе поразговарам со некој. Затоа е многу, како што кажавте, таа близината и врските. Не мора да биде само со роднините, првите братучеди. Мене ме загрижува фактот што и децата денеска, младиве, тинеџериве, ја немаат онаа близина што треба да ја имаат. Има надпревар, кој има поскап телефон, кој има, не знам, повеќе ќе шета надвор од Македонија, кој ќе има поскапи слушалки, кој ќе, значи, ја нема веќе таа близина каде што не може да се отворат. Уште нешто би додало. Да. Стравот да не бидам издаден пред другите. Да, како извинете? Ја споделувам маката, Да. ја споделувам товарот. Да, дискрецијата. Да, да не. Да, затоа што гледаме повести што се случува меѓу нив. Еве, јас имам ќерки тинеџерки кои они викаат, ако не зборам мамо со тебе, јас немам со кого да се отворам. Не се осеќа безбедна, затоа што гледаат што се случува меѓу нив. Кажала тајна на една другарка, таа тајна е раскажана на цел клас. А уствари резилиентноста, за да се изгради на таа возраст, многу е потребна таа социјална поддршка и близината. Ако ја нема дома, ќе ја најде со другарките. Ако ја нема со другарките, некој од наставниците, ако има сила, се знаеме какво е денешно време, и наставникот да ја даде таа близина. Социјалната поддршка е фактор број 1 или меѓу првите фактори за да се справиме со стресот. Луѓето. Така. Не за џабе на почеток спомнав резилот. Да. Не дека е некако поврзано, токму таа причина дека не е срамота да се зборува, срамота според мене е да не се зборува. Особено после сите нешто што ги кажавме, кога можеби најсигурен човек не е токму психологот, психотерапевтот. Се случуваат некои раздвижувања кога станува збор за основците, средношколците, она што значи стручна служба, педагозите и психолозите, мислам дека се движат во прав правец да го работат она што е нивен позив, а не некои други обврски и треба време, Треба. Треба. Јас како што кажав, мислам Gen Z, ние се бунтуваме како постара генерација, меѓутоа да им дадеме време. Да им дадеме време. Јас мислам дека токму таа генерацијата, моите деца, ќе го сменат светов. Нешто ќе биде подобро, нешто нема да биде. Само и ние постарите некогаш грчевито се држиме ете така за близината, за фамилијата, за не значи дека нивното ќе биде погрешно. Можда нема да биде како нашето, ама не значи дека ќе биде погрешно. Така. Ја спомнавте новата генерација од која што очекуваме промените мора да ги има. Но нели ние тука пак самите како повозрастни од нив, како луѓе со поголемо искуство, не ги ставаме во малку еден розов балон без да дозволиме така по некоја друга дамка да се појави, да бидат свесни за некои работи кои што може да бидат последици страшни. Може да бидат, за тоа би значило ако премногу ги држиме во стаклено звоно и ги решаваме проблемите за нив, нели како викаме, како свилени се. Така, да. Пирдувче да падне им е лошо. Тука е одговорноста наша. Дали ние ќе учествуваме во тоа, пак ќе кажам, демократско родителство, се знае дома кој треба да биде главен. Значи, ако трчаме по детето, сте ги виделе тие мимс по социјалниве мрежи кога Gen Z оди на работа, па шефот нешто ќе ги поправи, они готово отказ дава, па шефот не врати се, ајде направи го како што мислиш. Не треба толку да им се дозволува. Ние сме тие што треба да им ставиме граници, почнувајќи од сопствените деца.
да научат на одговорност, да научат дека секоја нивна одлука има последица, секој нивни избор поточно има последица и да се соочат со тие последици. Еве, вие сте во училиште, верувам дека се случило, родител да дојде да се расправа со наставник. Така? Така, нека простат родители. Да, во наше време се знаеше. Така. Ке те искараат дома, во школа, а дома и ќе те кедеш. Точно. Значи, тие граници треба да се ставаат и треба децата, како што кажа Ана на почетокот, да им направиме малку фрустрација. Без фрустрација нема развој. Тоа ќе биде опасно. Да ги чуваме во стаклено звоно, да ги решаваме за нив проблемите. Ако ќе бидеме на старост, они за нас како ќе ги решаваат? Како ќе не бидат? Што е проблем. Да. Значи, мора одговорност на родителите, еве и училиштата, да им се даде на децата можност да ги решаваат проблемите, да се соочуваат со проблеми. Не може секој проблем да го решиме за нив. Невозможно е. Невозможно е. Тие деца ќе станат неснаодливи, тотално неснаодливи. Еднашка во животот ќе се соочат со проблем. А на постара возраст со многу потешки проблеми за што ќе немаат капацитет. Ќе немаат капацитет. Еве, рачунајте, секакви случаи има. Мајката ги решавала сите проблеми на децата, мајката умира кога децата имаат 22-3 години. Како тоа дете понатаму? На 22-3 ќе треба да учи само да се справува. Нема никаква резилиентност тука. Нема. Ќе пропадне. Наједноставно кажано. Ќе се надоврзам на тоа. Еден од современите трендови се, например, родителските вибер групи кои што постојат. Каде што родителот е се присутен во животот на детето, дека детето е во училиште, е свесен за сите односи, за сите одговорности кои што ги има. И кажам во негативна конотација, апсолутно во негативна конотација, од аспект на тоа дека не му дозволуваме на таков начин на детето самото да памти кои се неговите обврски, самото да памти што е негова одговорност, самото да ги носи негативните последици доколку не се исполни задачата, самото да ги реши меѓусебните односи, зборам за некакви разумни детски конфликти кои што постојат, без да мора во тоа да биде инволвиран родителот секој пат, бидејќи тоа навистина е на штета на детето. Не учи да биде одговорно, учи дека тука се родителите кои што се ќе завршат. Ако некој има одредена потешкотија, тука е секогаш мама и тато да ме поддржат, но овој пат веќе во негативна конотација. Веќе не е тука поддршка која што е здрава и која што е стимулативна, туку баш може да биде поддршка која што всушност е му правиме мечкина услуга, нели? Сакајќи им се добро на децата, знаеме понекогаш, како велат, добрите намери знаат да го поплачат патот до пеколот, знаеме да ги доведеме во ситуација да не зреат и да не превземаат одговорност тогаш кога тоа за нив е неопходно. Дали тоа, сега ќе зборуваме, досега кажавме за возрастните во однос на децата, но кога последното што го кажавте дека премногу ги заштитуваме, нели, правејќи им наместо добро лошо, што кога детето кое што е во стаклено звоно, секој пат има некој кој што ќе помогне, ќе ја заврши работата, што кога ќе нема, што кога тоа дете ќе се почувствува безпомошно, можеби разочарано, што тогаш би можеле да... Пак ве прашам како родители или како наставници? Значи како родители... И како родители и како наставници. Ако сме стигнале... Како родител. Како родител. Ако сме стигнале до таа точка да детето се чувства комплетно безпомошно и покрај тоа што ние сме тука, тоа значи дека некаде сериозно сме потврлиле како родители, што не значи дека сега треба да очајуваме бидејќи сме ја сгрешиле работата, туку треба да видиме што можеме да исправиме во овој момент. Односот и контактот треба да го обновиме, да градиме нова доверба, но да бидеме тука гледајќи го детето. Знаете, некогаш знаат, особено кога станува збор за адолесценти, родителите да ги донесат децата кај психологот или кај психотерапевтот, заради тоа што детето веќе влегува во некоја специфична фаза, или се соочува со први потешкоти и први проблеми, сметајќи дека психологот е тој што ќе ја заврши нивната задача практично. Што е погрешно? Да, како зрела особа, возрастни луѓе, не велам дека адолесценти не треба да доаѓаат во одредени ситуации кај психолог, но неретко тоа знае да биде сушност
порака од родителот, те молам и јас не знам што да правам со него, ти среди го. По можност за саат време и кој ќе оземам да биде поправено, средено и да се чувствува дека има веќе поддршка. Што апсолутно е само избегнување да се превземе родителска одговорност. И во училиштето, ако некој дете се чувствува безпомошно, на стручната служба и на наставниците да бидат тука за него. Меѓу другото, може да биде тоа непосредно, градејќи една клима на доверба во оделението каде што ќе може да се градат топли и квалитетни социјални односи во тоа оделение. Градејќи позитивна слика за стручната служба. Знаете, кој ќе се каже, ако направиш белја ќе одиш под казна кај педагогот или психологот, ние не можеме да очекуваме дека потоа како психолози во училиште можеме да им помогнеме лесно на тие деца. Тие веќе имаат некаков страф и отпор кон нас. Така. Значи, сума сумару, постојат повеќе аспекти кои што ни помагаат да се справиме со предизвиците, времето е такво какво што е, и дека не треба да ни биде срам да побараме помош кога тоа е вистина потребно, кога доаѓаме до степен да, не можеме сами, кога плачењето, трскањето, врати, викањето, бегањето и од дома, така, да, не е доволно. Така. Со оглед на тоа дека се повеќе се актуализира темата ментално здравје, само што ова пак ќе и дозволиме на публиката овде присутна да постави некое прашање, толку сака. Дали луѓето отворено и се полесно веќе зборуваат за она што ги мачи, односно, за нивното психичко здравје? Или уште постојат тие стеги од нашето старо време? Па, можам да кажам дека посебно од почетокот на пандемијата многу е послободно. Дали пандемијата беше момент каде што на сите ни беше дозволено да бидеме исплашени, сам јас го забележав многу нагло тоа во пракса, посебно кај машката популација. Во време на пандемијата, обично жените почесто бараат помош, меѓутоа за време на пандемијата се зголеми бројот на мажи кои бараат помош. И немаше тука срам. Значи, како да беше дозволено да ни биде страф на сите. На сите, кога имаме проблем, отворено да го кажеме тоа дека јас имам проблем, мене ми е страф или многу ми е тешко, изгубив родител, брат ми е во болница или како да беше дозволено. И тој тренд некако се задржа од тогаш. Значи, последниве 6 години можам да кажам дека јас лично во пракса приметувам дека многу поотворено се збори. Многу поотворено се бара помош. Ако споредам пред 15 години како сум работела, дека имаше клиенти кои да не ме види некој, во ходник да не има некој, да, резилот, сега воопшто го нема. Сега дури се случило двајца мои клиенти да се сретнат во ходник, па да се поздрават, без никаков проблем. Многу е ослободена темата и мене ми е многу драго. Иако, во секојдневен живот, не во мојата бранша, веројатно таква ми е и работата, каде што доаѓаат луѓе кои се свесни дека е потребно да се грижиш за менталното здравје, меѓутоа надвор во секојдневен живот, слушам, се уште слушам, па не сум ја луд да идам на психолог. Иди лечи се ти. Мене не ми треба. Има се уште некоја стигма, посебно можеби во помали градови, каде што луѓето се многу тесно поврзани, се знаат. Меѓутоа ме радува фактот дека се повеќе и повеќе се бара помош и младите, да, и средношколци има, родителите се свесни. Често пати слушам во пракса као инсистирав, па еве ме донесоа. Ама кај тие што се на 25-6, често ми кажувале, јас многу барав да ме донесат на психолог кога бев на крај од основно почеток на средно, не сака, па еве сега јас работам и ќе си доаѓам сам. Значи имало стигма и се осеќа тоа. Се уште има, меѓутоа не е во таа мера. Не е во таа мера како што беше. Моментот ментално здравје се мисли веднаш на нешто лошо. Зашто тоа е кај деца, нели? Ајде да речеме возрастните припаѓаат на. Само една реченица сакам да се надополнам на тоа што го кажа Весна. Самиот факт дека постои оваа трибина тука во Кавадарци, мене ми е особено драго што не е во Скопје.
и дека се случува и надвор од Скопје. Дека има вакви трибини кои што се случуваат надвор од Скопје е дефинитивно охрабрувачко. Така. И е во насока на тоа дека навистина таа стигна се разбива не само во Скопје, него и пошироко. Така. Овде би додала и тоа дека, нели, и родителите и наставниците треба да побараат совет мислење од психологот, од педагогот во училиштето, да не се стегаат дека ја знам се, па немам потреба да прашам, така, секој си е во својата... И резилот е тука, фактор. Така. Дали ова значи се поотворената посета, разговори така натаму, дека постојат механизми кои што би можеле да речеме дека се најздрави и најодржливи за да се справиме со предизвик, стрес и сето тоа што тоа си го носи како багаж. Постојат ли такви механизми? Ана претходно спомна, за да имаме ние еден, ајде да наречам резилиентност, за да се справиме со одредени предизвици, стрес и слично, многу е битна структурата на животот. Одреден ред да имаме. Не дека тоа Бог знае што значи, ама дава чувство на контрола. Организација на денот. Да знаеме денов како ќе ни тече. И обично кога сме во стрес, знаете дека најмала отстапка од таа рутина ќе ни направи дополнителен стрес. Сега рачунете, најпрост пример ќе дадам. Тргнувате на работа, само што излегувате, гледате дека врне. А вие не носите чадор. Не носите чадор. Викате такси, нема такси. Наоѓате такси, меѓутоа поминува кола, ќе ве испрска, ќе ве направи лом. Мора да се вратите дома. Се враќате дома, повторно барате такси, пак нема такси, излегувате. Некако, одите на работа со чадор, било како. Стигнувате на работа, доцните, дополнителен стрес. Дополнителен стрес се случува некоја вонредна ситуација на работно место, дополнителен стрес. Треба да останете подолго на работа затоа што сте доцнеле, нема кој да ви ги земе децата од градинка. Дополнителен стрес. И тоа е постојано и постојано. Значи, битно е да имаме структура. Меѓутоа, човек во стрес многу малку може да ги издржи дополнителните промени што му се случуваат. Затоа е тука битно социјалната поддршка. Да имаме со кого да позбориме. Да се исплачеме. Ако треба денеска за викенд, пример, нема да излезам од дома. Ќе одам, ќе прошетам. Ќе поминам време со луѓе што ги сакам. Со луѓе што знаат да ме слушаат. Значи, многу е битно да се има соодветен начин за справување, копинг стратегиите. Сега, некои луѓе ние ги делиме во теорија на когнитивни, емоционални, активни и пасивни стратегии, затоа што не значи ако е некоја пасивна стратегија денеска викендов ќе го поминам дома гледајќи Netflix е пасивна и не чини тоа, не значи дека мене нема да ми помогне. Не чини ако останам во тоа долго време. Нити една стратегија за решавање, за справување со стресот не е добра ако застанеме само во таа. Ако се насочиме само кон решавање на проблемот. Или кон ќе го сменам начинот на размислување. А со емоциите што ќе правиш? Под тепи. Да. Значи не можам да кажам дека супер е оваа стратегија или овој механизам, секој треба да си го најде својот начин, да знае што му помага. Еве, јас лично сакам да отспиам. Убаво ми е. После кога ќе станам, како нов ден е од другиот ден, помирно, посталожено, емоциите се сталожиле. Така, не сме... После секој голем стрес, факт е дека 72 часа му требаат на телото да се смири. Јас имам едно свое лично правило, после поголеми стресови, јас 3 дена не носам одлуки. Пуштам само. Не носам одлуки. Тоа е многу битно да го научиме, телото да си го научиме како реагира, што ни прија во тој момент и да не заглавуваме во ниедно нешто. Зашто некојаш и да се насочиме, ова ќе го решиме вака и вака, а не може и упорно, не по секоја цена. Така. И да им дозволиме на децата тоа да го гледаат и да тоа го признаеме и да зборуваме отворено за емоциите со нив.
Ние знаеме многу често да имаме како родители некаков впечаток дека треба да ги сокриеме нашите непријатни емоции од децата. И што ти е мајката очигледно дека е под стрес или дека плачела или дека била лута, ништо. Пораката која што ја праќаме на детето е ти тоа што го гледаш, што очигледно дека детето забележува дека нешто не се случува, всушност не знаеш да го прочиташ. Кога детето не знае да го препознае кај другите, утре нема да знае да го препознае кај себе. Ако не го испочитува, не види дека мајката може да ја испочитува собствената емоција, утре нема на детето да научи да се испочитува самото кај себе. Пак ќе се чуди зошто, како што спомена Весна, го боли глава, има болки низ телото, чести настинки и така натаму. Добро. Сега е вашиот ред. Трибинава е интерактивна. Доколку имате некој прашање, нешто што ви интересира, не сме го кажале, слободно повелете. Па дори и да не е нешто за кое што зборува. Ајде. Јас сум Весна Крстева, поздравам оваа година и гостите, докторите и се така и новоценет колегијата на кој што одредни период заедно работивме во училиште. Професорот се македонски јазик од 6 до 9 одделение, значи тоа е адолесцентски период од 12 до 16 години. Светоци сме на се поголем број на ученици кои што се доста агресивни, немирни, тоа бигање цркви дали походници за време на, мислам поготово за време на одморите, нели? Меѓу колегите кои чувствуваме каде што и онаа група на ученици кои што за време на часот се мирни и одеши се припојуваат кон групата на агресивни и така немирни ученици кои што ете јас сум лидер, јас сум кул, јас сум фраер, сакам да бидам нешто најпосебно и така. Тоа ме интересира, дали имат влијание социјалните мрежи, мобилни телефони, ваш видео. Кој добива повеќе внимание? Она дете што ќе седи мирно и пристојно и нема да биде гласно и да трча, или она кој што ќе трча, ќе вика, па ќе доаѓа ќе го поменуваат, дежурниот наставник, па можеби стручната служба, па оне кој што обезбедување во училиштето или кој веќе не. Нас се случува ситуација да тие деца навистина добиваат многу повеќе внимание. Ако е тоа негативно внимание, тоа е внимание. Па оние кои што се пристојни, примерни, условно кажано добри деца, знаат да се приклонат кон таа група, затоа што викаат кога ќе се седам мирно во клупа, никој нема да ми обрне внимание. А вака барем ќе бидам забележан, ќе бидам дел од групата, ќе бидам повеќе важен, ќе ми обрнат некакво внимание. Тоа е едната димензија, зошто оние помирните се приклонуваат кон оваа група. Друго е веројатно немање на соодветна регулација, научена регулација на своите емоции. Ако некој вика, треска и така натаму, тоа значи дека некаде во тој процес на социализација нешто не е соодветно усвоено. Не научил да контролира и да издржи, да истолерира одредена непријатност и да може да ја артикулира, да ја контролира на соодветен начин. Да научи од порана возраст, и тоа се учи не само во училиште, се учи и дома. Обично дома има едно магично средство, тоа е телефонот. Телефонот знае во моментот да ги смири, да ги сталожи, да ги направи сосема пасивни, но не им дава можност да научат како да се справуваат со сопствените непријатни емоции. Или со сопствените поинтензивни емоции. Не мора да бидат секогаш непријатни. И тогаш тие кога во училиште нели телефоните обично се зимаат, па тие ги немаат или го немаат тој луксус да ги имаат секојпат на дофат, не знаат, не научиле стратегија како да ги контролираат сопствените емоции и тоа го манифестираат токму во таков начин на однесување. Добро вечер. Моето прашање, ствари, мислење, прво согледано, за еден нов тип на резилиентност, кој што претходно, механизам на резилиентност, кој што претходно не беше впишан во психологијата, бидејќи развојот на технологијата не беше толку голем. Имагинарната резилиентност, децата да не се огледуваат
во огледало, да се огледуваат во филтрите од телефон. Кои ќе бидат техниките на справување, бидејќи децата, имам примери каде што не им приметуваат дека во реалноста доаѓаат нечисти, не се средени коса, основно не измени лице, меѓутоа се радуваат и сите други деца реагираат на профилната слика, сликата на Инстаграм, на која што мислам дека ни родена мајка не го препознава. Потоа е следна фаза каде што родителот кога малку детето ќе се погледне во огледало, па дозволува ставање во градот, имаме доста примери, ставање на филери на деца кои што немаат 18 години, новиот тренд тетоважи по целото тело. Кој е вашето мислење, бидејќи еден ден тие деца, нели, главното и основно е да се родителот да го воспита детето да се сака такво како што е, да се прифати самото себе. Еден ден ќе погледне реалната слика, ќе се сруши, затоа што не е тоа што го видат. Дали се работи по психологијата на техники со кои што би се справувало со тоа и на кој начин да се реагира на време, бидејќи ова доправа ќе ја смени буквално, како што кажете, целото постојање, бидејќи ќе бидат грди. Живо, еден ден на нема струја, сите сме грди, така? Јас многу сум размислувала за овој проблем и мислам дека е на глобално ниво. Повторно се враќа одговорноста на родителите. Ако го земеме ние семејството како клетка на општеството, така, општество ни е составено од многу семејства, повторно одговорноста е кај родителите. Сега, колку родителите се одговорни, дали ќе дозволат тетоважи, дали ќе дозволат филери, дали ќе дозволат силикони, ботокси, пак е лична одговорност. Значи, не знам дали некако ќе може тоа да се спречи. И проблемот е што децава, денеска, младиве, па и повозрасни луѓе, повеќе виртуелно живеат. Јас не можам да заборавам еден клиент кога ми рече, дојде на терапија, па доаѓаше подолго време, веќе се ствара таа близина и вика, Весна, многу би сакал да живеам како што живеам на Фејсбук. Ние постарите на Фејсбук, нели, младиве имаат тиктоци, инстаграми. Значи, токму тоа и моето размислување било колку е искривена реалноста. И сметам дека е глобален проблем. Меѓутоа, ако секој родител превземе одговорност да не му се дозволи толку на тоа дете, да се имаат вистинските семејни вредности, да се има морал, висок морал, моралот е распаднат. Вредностите се распаднати. Мислам, јас сум постара. Генерации од Титови пионери, каде што сме растеле поинаку и сега доаѓаме до ситуација каде што вредностите се да бидеш поупадно нашминкан, поразголен, врските се без врска, нели? Нема порано врски, интимни, романтични како порано, сега е без обврска. Нешто страшно многу се менува. И сметам дека ова е период на транзиција од кој ќе излезе или нешто добро или нешто многу лошо. Не можам да предвидам. Овие техники кои досега ги применувате, нема да може да ги применувате, бидејќи ќе биде проблемот сосема нов. Па и ние психолозите ќе треба да се прилагодуваме на работа со младиве понатаму, дефинитивно. А за тоа за нас е потребно многу истражување да правиме, да видиме кај ќе води овој тренд. Мислам, јас не сакам да звучам обесхрабрувачки, сметам дека од 20 години од сега луѓето нема да влегуваат во брак. Искрено ви го кажувам ова. Значи, нешто страшно се менува. Меѓутоа, не можам лично да предвидам во која насока. Треба да се направи истражување, кое би било некое лонгитудинално, малце потешко тоа да се направи, меѓутоа треба да се направи. А дека се менува и работата е што технологијата многу се менува. Значи, утре ќе имаме роботи кои ќе ни чистат по дома, веќе ги имаме тие малите што брчат и собираат прашина, меѓутоа утре ќе имаме нешто што ќе ни готви и тоа брзо ќе биде. Нема да биде за 100 години од сега, ќе биде за 10 години, може за 5 години од сега ќе биде.
Технологијата се менува, а човечкиот ум не е доволно брз. Психата, душата не може да ни го соджвака тоа. Не можеме да го isprocesираме. И затоа мислам дека многу тешко на тие промени се прилагодуваме, а младиве си влегуваат во трендовите, без да има кој да им каже дали е тоа правилно, дали е погрешно. Нели, важно е да се покаже на TikTok колку е кул, што направил, кој поголема глупост направил, тие што учат, да, учениците што учат се nerds, бубалици. Ај мани го. Многу е примерен. Тотално непривлечен. За жал. И стварно, искрено, од позиција и како психолог и истражувач, кој сум правела доста истражувања, толку ми доаѓаат на памет, меѓутоа уште не сум дошла до ситуација да видам каде да го однесам тоа истражување. Мене не ми е јасно. Зашто сериозно мислам дека не е ова за млади, за деца тинејџери, меѓутоа сметам дека бракот како институција нема да постои во оваа форма. Сигурна сум. Не оди подалеку, 20 години од сега. Така да мора да бидеме внимателни. Како родители треба да бидеме внимателни. Смеам да додадам една реченица во однос на тоа. Тоа е еден нов тренд, како што кажа Весна, ние се допрва и ние ќе учиме како со сето тоа да се справуваме, ама еден тренд во родителството каде што детето нас не служи само за имидж, за сликање, за објавување на фотографии по социјалните мрежи, да покажеме какви родители сме на начин на кој што нашето дете ќе изгледа многу среќно, многу убаво, многу оригинално, многу задоволно и така натаму. Што апсолутно не е во примарна функција на улогата на родителот. Родителот не е родител за да покаже пред публиката каков родител е. Родителот, главната негова улога е да воспостави однос со неговото дете, да воспостави блискост со неговото дете. А дали другите тоа ќе го видат или не е апсолутно второстепено, третостепено. Она што вие го укажувате, веројатно акцентот треба наставниците да го имаат во односот со родителите и верувам дека тоа е потешкиот дел. Да се препознае капацитетот на родителот. Дали се работи, бидејќи ќе биде тоа нова психолошка состојба, дали има веќе истражување да се работи на проблемот, бидејќи реално ќе постои тој проблем и тоа во големи размери. И ние учиме. Јас сега да дадам нешто. Покрај тоа што пријаваме дека проблем и тоа како постои помеѓу родителите, со оглед на тоа колку луѓе има во салата, па не би рекол дека родителите се нешто така загрижени. Со оглед на тоа дека горе има балет, а родителите се сигурно сега на кафе, наместо да дојдат тука да седнат и да слушат кој што е бесплатно предавање. Значи, не е проблемот ниту во учениците. Да. Не е проблемот во учениците и во децата или во наставниците. Мислам дека пред се треба да почнеме и ние да тоа колку ние се градиме, колку ние се едуцираме на темата, зашто сите збориме дека менталното здраве кај сите дека не е нарушено и дека тема која што нели по социјални мрежи и повести како е особено проблемот со булингот помеѓу младите, но што правиме ние за тоа да го спречиме? Ако ние не се едуцираме, пред се едукацијата не е најбитна. А имаме и го постојано има вакви трибини, дури би можело и законската регулатива што би се рекол секој дете треба да има веќе масичен психолог, психијатар, како што има матични лекари. Мислам дека се работи на тоа, да. Да, Трибините така. Мислам дека сепак и треба малку по да се вложуваме во тоа. На сите ни е времето скапо, на сите ни е битно, меѓутоа нешто слабо се едуцираме и слабо сакаме да слушаме вакви трибини. Не смееме да дозволиме полупразна сала на вакви теми кои што се моментално актуелни и сите Действително и актуелни. Така. Гледате? Јас сега сакам да искоментирам две работи. Се согласувам апсолутно, техничко-технолошкиот развој е на дневна основа, можеме да кажеме. Додека менталната еволуција треба време да се елаборираат сите оние работи кои технологијата ни ги дава и кои на почеток ги примаме како бенефит, како консументи на одредени работи кои ни подобруваат. Било комуникација, било живот или што и да е во секојдневниот живот, меѓутоа без критичност кон она што значи негативност во тој консумеризам на сето она што го нуди современиот развој.
И еве, сведоци сме на една огромна дискрепанца меѓу технолошкиот развој и менталниот статус на глобално ниво, како што рековте вие. Значи, менталниот статус на човечкото општество. Се соочуваме и верувам, сите сме погодени со тоа, колку се манифестираат ниски во моментот, баш во актуелниот момент, ниски емоции, ниски страсти, ниски постапки во интеракцијата меѓу луѓето, меѓу општествата на глобално ниво и се одразува, нели тоа и во било која микросредина. Ние имаме, еве сега да се навратам на ситуацијата кај нас. Имаме стратегија за развој на менталното здравје на државно ниво. И тоа е еден убав документ, убаво напишан и така натаму, меѓутоа не е операбилен, не нуди механизми, не нуди техники, не нуди конкретни политики кои би се пресликале на локално ниво, таму кај што се случуваат проблемите, во семејството, во училиштето, во улицата, во паркчето каде што играат децата, како ние да се организираме на даден проблем да реагираме. И тука телеграфски, нели, немаме толку време длабоко да навлегуваме во проблемите, исто така ќе се навратам во овој контекст на социјалната поддршка и мислам дека тука тоа е еден огромен простор кој што дава можност конкретно да се работи. Секако потребен е и системски пристап кон ова прашање. Ние имаме ресурси, психолози во училиштата, педагози и така натаму, меѓутоа системскиот пристап е улогата на државата во враќањето на воспитувањето во процесот, затоа што сите родители, сите семејства го немаат истиот капацитет. Желбата постои, секој си ги сака своите деца, меѓутоа немаат сите ист капацитет да се справуваат со дадените проблеми. И тука во овој момент потребно е, значи, да се работи на тие конкретни политики на локално ниво, локалната заедница да гради механизми на услуги кои ќе ги дава на своите граѓани. Граѓаните го заслужуваат тоа. Еве, ова е убав настан. Нели? Слушнавме, ќе размениме мислење, ќе размислуваме за ова. Може би ќе инициираме некоја друга постапка околу овие прашања. Меѓутоа, резилиентноста се учи и мора да се учи. Бидејќи начинот на живот укажува на фактот, индицира дека ние се одучуваме од одредени работи. Секој ден помалку се одучуваме од дружење, од сочувствителност, од помош, од емпатија и така натаму. Еве, слушам сега во нордиските земји имаат во образованието часови за емпатија. Учат емпатија, вежбаат како да си помагаат едни на други. Учат интеракција, контакти и така натаму. Сепак мислам не сме до тој степен, уште нашите деца играат на улица, за среќа, уште имаат другарчиња, уште барем во помалите градови има повеќе можност да се вежба таа резилиентност во секојдневниот живот. Додека играат топка, додека се надпреваруваат во игрите таму што ги играат и така натаму. Јас се сеќавам, уште ова ќе го кажам и ќе завршам, имавме еден проект заеднички бизнес сектор, образование и локална самоуправа, Екоквиз се викаше, сите деца од 5 одделени од општината, и градски и селски училишта, сите 5 одделени учествуваа. Да не излезе фалба, мој беше проектот, меѓутоа поентата ми беше токму од овие побуди го направи проектот. Децата да се дружат, да учат заедно, да вежбаат брзина на тастер, да ги вклучат родителите, бабите да ги преслушуваат од материјалот кој им го дадовме да учат, се вклучија возрастните, во компанијата кај што работев, инженерите направија одличен софтвер. Одличен софтвер, нашиот квиз беше
поубав од овој нешто или како се вика се или нешто, не знам. Значи беше со ова техника и така натаму и на крајот не победуваше поединец. Значи чувството на припадност го негувавме на одделението, на училиштето. Не почнавме еднаш, не го почнавме, 7 години траеше квизот и сега повеќе не. Еднаш не го почнавме квизот пред да дојде едно детенце, имаше во село Бегниште 5 одделение, само едно детенце. Не го почнавме пред да го донесат детето на квизот. Детето беше среќно, се разбира, сподели настан со своите врсници и така натаму. Победничкото училиште, кога излезе од големата сала долу, беше квизот, победничкото училиште, децата надвор скандираа Гоце Делчев плеска, граѓаните не знаеа што се случи, ама децата со транспаренти слават. Ние победивме, не јас победив. Нашето училиште е прво. Значи, тие се идентификуваа со училиштето, а училиштето е вредност, знаење, модел, пример и така натаму. Им плескаа луѓето, децата беа среќни. Сакам да кажам, има можност да се градат вакви партнерски релации и во една сосема обична микро средина. Ако има можност, и ако има, молам? Во самите училишта. Во самите училишта, значи да се можат да се градат. Во самите училишта да се следат кои се интересите на децата, каде можат децата да прават нешто заедно и така натаму, за да вежбаат, да се гледаат во очи, не да гледаат во екрани, да имаат очен контакт, да се почитуваат, да се слушаат едни со други. Поминував тука покрај еден кафич и седат деца на една маса и викам сега ќе им придам. Сите гледаат у телефонот. Викам, дечки, здраво. Здраво, бабе. Вика, да не ви треба нешто? Викам, не ми треба нешто, викам, ама важно да не ви треба нешто. Сакате ли да си поразговараме малку? Зашто? Едно утекна, вика, ти гледаме во телефонот ли? Викам да. А да поразговараме малку, а викам, а вие имате ли девојки, еве ово има, вика. А вие другите немаме. А викам, а вие чат GPT ли ќе го прашате како да се додворувате на девојките и така. И си направихме еден убав муабет со децата. Значи, јас ризикував да ми речат, ајде, да ми се обратат со некој пограден збор и така натаму, ама си направихме еден убав муабет од половина час. Сакам да кажам, секогаш има простор, нема потреба нели да се чека од институција, инструкција од министерство, од држава или ваму таму. Ние треба да се најдеме во тоа што е институционалната рамка, а институционалната рамка ја има. Треба само малку креативност, малку желба, а децата мислам дека секогаш се најдува на одговор кај. Се почнува домот и се почнува тоа родителот кога кога станува збор за мобилните телефони, ако не им ги дадеме, тие нема да ги држат. Жално е тоа што наместо да разговараат, како што кажавте, вниманието им е насочено таму, тие пак таму разговараат, но кога станува збор за мобилните телефони, ако не им ги дадеме, тие нема да ги држат. Жално е тоа што наместо да разговараат, како што кажавте, вниманието им е насочено таму, тие пак таму разговараат, но социјалниот момент, контактот со очите го нема. А тогаш најубаво се читаме, нели? Така. Имаше едно добро, само кратко ќе се надоврзам, една добра реченица што сум ја прочитала, социјалните мрежи ги зближија тие што се далеко, а ги оддалечија тие што се близко. Тоа ни се случува. Така. Дали можеме да заклучиме дека добро е да бидеш отпорен, но со одредена доза на внимателност, да не се правиме премногу јаки пред секој предизвик, да не се натрупуваме со многу обврски и предизвици, затоа што пред се е потребна енергија. Тука е близината со семејството, тука е потесен или поширок круг на луѓе, флексибилноста која што ја нудиме или пак ни ја нудат.
Дали имате нешто да додадете или да ја завршуваме оваа трибина која што ја посветивме токму на начинот на кој што можеме да се справиме со предизвиците кои што стојат пред нас. Времето се менуваме ние, предизвиците се менуваат, но кога имаме еден баланс, да продолжиме да функционираме. Пазете, ние како луѓе, ние треба да се адаптираме на новите промени, на новите технологии и така натаму, и на светот кој што се менува, но истовремено да не заборавиме прво дека ние сите имаме капацитет внатре во нас. Дека ние имаме потенцијал внатре во нас да изградиме еден систем на кој што можеме да се подпреме и кој што нас ќе ни овозможи да ние се справуваме со секојдневните предизвици. Се додека ние наоѓаме смисла во тоа што го правиме, се додека наоѓаме смисла во тоа што го живееме, се додека можеме да најдеме, да бидеме свесни за нашите капацитети и за нашите позитивни страни, ќе можеме да се адаптираме, да се прилагодиме на сите предизвици и ќе можеме да најдеме излез и во најтешките ситуации. Многу е важно да не заборавиме дека капацитетите ги имаме, ги носиме просто затоа што сме луѓе. Сите имаме таа дарба да можеме да мислиме, да чувствуваме, да градиме односи со другите, да имаме внатрешен капацитет и тоа е нешто што треба да не би била стрекна ако со таа помисла излезете од тука. Еве, јас ке се надоврзам. Нели, често пати слушаме времето лечи се. Меѓутоа само по себе нема да излечи. Треба да сме многу свесни за себе, да си дадеме време да ни биде тешко. Нема ништо страшно ако некогаш ни е тешко. Како поинаку би реагирале кога се случува некоја непријатна ситуација? Тешко ни е. Да не бегаме од тоа. Да не бегаме и ние возрастните на социјалните мрежи, да не бегаме во работа, да не бегаме во изолација. Океј е да ти е тешко. Првично, за решавање на тешкотијата, треба да си ја признаеме. Не да се засрамиме, леле каков слабак сум јас, ако се ги засрамиме емоциите, напротив, не исчезнуваат, стануваат уште појаки. Значи да си признаеме дека е тешко, да се исплачеме и она што е многу битно, да бидеме поврзани со другите луѓе. Вистински поврзани. Значи да имаме пријатели, да имаме каде да се подприме, затоа целото наше човештво обстанало, затоа што сме живееле на времето во племиња, тоа не спасило. За жал денеска на цена е индивидуализмот, а не колективизмот, затоа децата се вакви какви што се, најдобри во се, најединствени во се, меѓутоа она што ќе не спаси од секоја ситуација, прво е точно капацитетот е многу битен, сметам и јас исто како Ана се согласувам апсолутно, дека имаме природен капацитет да се справиме со стресна ситуација, меѓутоа, ако сме свесни за нашите емоции, како се чувствуваме, многу полесно ќе се справиме на многу посоодветен начин, конструктивен начин. Побрзо ќе излеземе од релациите. Значи, признајте си дека ви е тешко, исплачете, побарајте помош, поврзете се со луѓето, со природата, не со телефоните. Секоја мака во животов поминува, ја стално сама на себе така се храбрам, додека ја газам земјава, има решение за било што. Па и така е. Да. Овде би ја заокружиле вечерашнава трибина. Ви благодарам за присуството, без оглед на тоа што не сме така многу. Сепак не има. Се надевам дека сите по нешто научивме. Се надевам дека сите сме на еден начин поттикнати во кој правец да се движиме, без разлика дали се однесува за самите нас или за нашите деца или пак за нашите ученици. Ви благодарам уште еднаш и секако Атанас за твојата иницијатива и за твојот ентузијазам да помогнеш секому. Благодарам. Ви благодарам.